Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски поднесе тужба за утврдување на граѓанска одговорност за клевета и навреда. Зоран Заев на суд ќе треба да си бара оправдување за своите лаги и конструкции и клевети со кои го клевети во минатите денови дека земал кеш 1,5 милион евра и разни други измислици. СДСМ и нивниот лидер Зоран Заев дојдоа до дното. СДСМ се служи со фалсификати и лаги за да се спаси од огромниот изборен пораз. Во нивните постапки се гледа само очај, паника, страф, гнев и омраза. Прво, што сакаме да истакнеме. Така наречениот документ, кој денеска Зоран Заев го покажа, е класичен, груб, но и смешен фалсификат. Тоа лесно се докажува, бидејќи партискиот печат кој е искористен на документот е прогласен за неважечки уште во 2004 година. Печатот е пријавен и прогласен за неважечки. До Основниот суд во Скопје на 15.10.2004 година од наша страна е доставен статутот на ВМРО-ДПМН и опис како ќе изгледа новиот печат. Судското решение е издадено на 2.11.2004 година. Ова е непобитен доказ дека она што Заев го приложува денес не е печатот на ВМРО-ДПМН. Тоа е стар печат кој го користело старото раководство на ВМРО-ДПМН. Второ, лицето чие име стои на фалсификуваниот документ е лице за кое во 2007 година е покренета кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи и е правосилно осудено. Тој со конечна одлука на Врховен суд на Република Македонија во 2013 година е осуден на единствена казна затвор од 6 години. Дополнително, задолжен е на оштетените лица од него да им врати 27 милиони денари. Тој бил правосилно осуден со правосилна осуда, односно одлука на Врховен суд за, внимавајте, фалсификување на документи, за даночно затојување и перење пари. За да биде иронијата поголема, ова лице веќе неколку години е во бегство и не ја одслужува затворската казна. Значи, Зоран Заев излегува на пресконференција со фалсификуван документ на кој што стои печат кој 2 години предходно е поништен во време на расколот, кога истиот исчезна од партијата и со наводна каса примина која стои дека е од лице кое во време на ВМРО-ДПМН е одсудено од страна на Врховниот суд за фалсификување на документи, за даночно затајување и за перење пари. Дополнително, на наводната каса прими има измислен подпис. СДСМ си прават фалсификати и монтажи и мислат дека некој ќе им верува. Ги потценуваат граѓаните. Зоран Заев нека продолжи по овој пат на лажење, манипулирање и фалсификување. Тоа за жал говори за него, но добро е граѓаните да видат каков човек е тој и на што се е спремен само и само да се добере до власт и да го покрие сопствениот неуспех и срам. На СДСМ им апелираме да продолжат вака и во следните денови. Ништо да не менуваат. Ќе ја видат пораката и разликата помеѓу нив и нас.